Државниот пазарен инспекторат на терен ги испратил сите инспектори, но сите трговци цените не ги намалиле согласно одлуката на владата, потврдува директорот. Она што го видов во текот на вчерашните вечери за мене е дека трговците на мало не се ја сватиле сериозно одлуката и примената на одлуката. И затоа денеска сме на терен. Ќе постапуваме по законските прописи. Како што напоменав, казните се движат од 2000 до 10.000 евра и затоа секој оној кој што не ја почитува денеска ќе биде казнет. Граѓаните реагираат дека не е како што очекувале, но од инспекторатот објаснуваат зошто. Одлуката се базира на бруто профитна маржа од 10% ке трговците на мало и трговците на големо. Тоа значи, доколку трговецот на мало претходно идел на бруто профитна маржа за работка од 6%, он нема обврска производот да го намали дополнително, туку е во рамките до 10%. Контролите ќе продолжат и толеранции ќе нема, гласи пораката. Како што сум напоменал и претходно, така напоменувам и сега. Толеранција за никого нема да има, а Државниот пазарен инспекторат постапува по Законот за трговија, каде што казните се високи од 2000 до 10.000 евра, а доколку се утврди дека некој применува нечесни трговски практики, ќе постапуваме по Законот за потрошувачи, каде што имаме можност и за затварање. На темата намалени цени став имаат и од СДСМ. Во разговор со граѓаните, заклучокот е дека нема намалување на цените на најголем дел од основните производи. Само еден вид на леб, например, е намален за само 1 денар. Кај месото има символично намалување од само 10 денари по килограм, што е незначително, додека млечните производи, млекото, јогуртот и млекото, остануваат со исти цени. Почитувани, за дел од овие цени на производите кои што сега се намалуваат во изминатите неколку недели, веќе биле поскапени. Закаснетата реакција на владата и неефикасните мерки немаат никаков реален ефект. Граѓаните со право реагираат дека живеачката станува се потешка и се поскапа.